Стих 4 исто така е интересен, вели, а имаше во тоа време џинови на земјата, особено пак кога синовите Божи почнаа да влегуваат при ќерките Божи и тие почнаа да им раѓаат. Тоа се силните луѓе проширени од старото време. Че не вели дека овие синови Божи биле џинови, туку вели дека во тоа време кога се случувал овој процес на општење на синовите човечки, синовите Божи или еврејскиот текст ја користи зборот Бене Елохим. Бен е син, односно Бене се синови. На еврејски, значи Бене Елохим, синовите човечки, или ако се подсетите на Трахазис, се ови и Джиджи, всушност. Та понижа форма, односно по ранг, не по изглед и по не знам што, по ранг. Значи тие се тие подофицери, за разлика од овие елохимите кои што се офицери и прават тука практично работи кои што baking ranks, што викаат на англиски, односно прават работи кои што немаат право, кои што не им се дозволени, односно земаат жени и тоа го прават во време кога на земјата имало нефилими. Всушност зборот е нефилим. Нефила едина, нефилим е множина и ние до зборот џинови имаме дојдена преку превод во Септагинтата, каде што го користи зборот гигантис. Дали гигантис е добар превод за нефилим, не знаеме, и дали овие нефилим биле стварно џинови, не знаеме, но Библијата одлучила дека да каже дека во тоа време имало џинови. И сега стих 5. И виде Господ Бог дека лошотиите меѓу луѓето на земјата се големи, дека сите мисли и помисли во срцето нивни во секое време. И се покаја Бог што го беше создал човекот на земјата, па се огорчи во срцето свое. Значи, не ни кажува што зла направиле, какви лоши мисли, не само еден стих. Сега се покајал. Подсетете се на Трахазис дека од време на време на 600 години на Нил му се смачуваше, од човечот да викаше сега ќе го ништам, па болести, па проблеми, па не знам што на крајот да дојдеме до потоп. Овде го имаме пресликано истото тоа.